Благодарение на Груевски и фамилијата во Македонија, скандалите со градежните парцели станаа секојдневие. Министерството за транспорт и врски ги продава на јавни лицитации, на кои вообичаено конкурираат татко и син. За една парцела странски инвеститор плаќа по 510 евра за метар квадратен, за соседна парцела, кога купува некој спонзор на ВМРО ДПМН, истите плаќаат само по 70 евра, односно 440 евра помалку за метар квадратен. Од друга страна, преку ноќ, во сумнителни процедури, со едно гласање на советниците на владеачката коалиција по општините, се прават промени на деталните урбанистички планови со кои се зголемуваат градежните парцели за илјадници квадрати. Се разбира, сето тоа на грбот на граѓаните, исклучиво заради личните и бизнес интереси на властодржците од ВМРО ДПМН. Дополнително, градоначалникот на Центар, Владимир Тодоровиќ, скандалозно распишал јавна анкета на 19 ноември 2009 година за овие измени, уште пред воопшто Советот на општината да донесе програма за измена на дуповите, меѓу кои и овој за Стара железничка. Денес презентираме факт кои говорат дека хотелската окта, односно градежните парцели зад трговскиот центар Рамстор, каде наводно треба да се гради хотел од светски бренд, за Груевски и ВМРО ДПМН стануваат афера Вотергейт. Овие промени на деталниот урбанистички план на Стара железничка, кои утре ќе се најдат на дневен ред пред советниците на општина Центар, се измени по нарачка на Груевски, кој со одлука на неговата влада ја објавил во службен весник 96/37 во јули 2009 година. Овие промени ги прави во приоритетна постапка на идентичен начин и по иста процедура, како и промените на деталниот урбанистички план Мал Ринг, кој Уставниот суд ги укина. Или со други зборови, за помалку од еден месец е направена ревизија на 14 хектари површина. Сигурно се прашувате зошто се брзале Груевски, Тодоровиќ, Јанакиевски и Владимир Здравев, кој треба да ја напушти функцијата претседател на Советот на општина Центар. Сега ќе ви го дадем одговорот. До градежните парцели, каде наводно е изграден или треба да се изгради хотел од светски бренд, со овие измени, како што може да се види, се встартуваат 3 нови градежни парцели. Иако нема никаде барање од Радисон за нови 10.000 метри квадратни на градежната парцела за хотелот, ама тоа Груевски компанијата го прифатиле. Затоа пак, ниту едно единствено барање на граѓаните не е прифатено. Ке се руши и аптеката која е екзистенција на едно семејство, ке се руши едно дуќанче која е екзистенција за едно друго семејство. Јужниот буливар нема веќе да постои, нема да има ниту премини, бидејќи тие не носат профит. Со овие измени во режија на Груевски фамилијата се добиваат, верували или не, огромни 300.000 метри квадратни градежна површина или во превод бизнис од фантастични 600 милиони евра. Господине Груевски, за овој скандал треба да им одговорите на граѓаните. Дали изградбата на наводниот хотелски бренд ги чека овие измени кои треба да обезбедат 153.000 нови квадратни метри градежна површина кои ќе се градат врз Јужниот булевар. Замислете, нова градежна парцела, означена со 1-2, со овие измени, спротивно на генералниот урбанистички план, треба да стане и Јужниот булевар, кој ќе треба да се реконструира и да поминува под земја, за да Груевски фамилијата добијат нова градежна површина од дополнителни 153.000 метри квадратни. Очигледно, Груевски реши да го руши символот на солидарност. Може би на градоначалникот Коце не му успеа да го стартува сатот, ама на Груевски со овие измени му успева да ја опколи и старата железничка со нови градежни парцели кои треба да му обезбедат плюс 27.501 метар квадратен површина. Прашањето е кој татко и син ќе ги купат новите градежни парцели. Сосема на крајот, сакаме јавно да им порачаме на градоначалникот Тодоровиќ, претседателот на Советот Здравев и владеечкото мнозинство на чело со ВМРО ДПМН во општина Центар. Имате 24 часа да размислите дали слепо ќе извршите и оваа партиска задача на Груевски и фамилијата или ќе ги повлечете овие скандалозни измени на деталниот урбанистички план Стара железничка.
Бидете сигурни дека за овој криминален дуп и ненаситни апетити некој ќе одговара. Благодарам. Доколку има некој прашање, повелете. Па просто е неверојатно со какви глупости се занимава во МРДПМН. Сакам да подсетиме дека дури од кога се потпиша времената спогодба, на крајот од 1995 година, Македонија воспостави дипломатски односи со Европската унија, што е предуслов да започне целиот процес на односи кон него. Да подсетиме, например, дека Чешка и Полска во тој момент, иако нема никакви проблеми, многу подоцна ја добија поканата за да станат членки на Европската унија. Тоа што не му успеа на председателот Иванов со европратеничката Дорис Пак и се претвори во голем дипломатски гаф, за кој што гледаме можеше да се заработи председателот и тужба, сега Груевски, замислете, аргументите ги наоѓа во нивниот лобист, пратеник кој што учествувал на нивните митинзи, заборавајќи дека Иванов, Груевски, Велјановски, ВМРО-ДПМН се власт во Република Македонија, имаат достап до сите архиви во Република Македонија и до цела комуникација помеѓу Македонија и Европската унија и обратно. Клучното прашање е зошто Груевски неговата влада свесно го блокира и со вакви глупости евроинтегративниот процес на Македонија. Очигледно, за да може да царува криминалот и корупцијата и да се прават вакви малверзации за кои што зборувавме денеска. Благодарам.